Слава на нашиот Господ Исус Христос. Денешното Евангелие не води во синагогата во саботен ден, каде што Исус поучува. Тој е меѓу луѓето, присутен е таму каде што луѓето се собираа за да го слушат Божјото Слово. Во синагогата се појавува една жена, која 18 години била немоќна, не можела да се исправи, гледала во земја, не можела воопшто да погледне нагоре кон небото. Нејзината телесна состојба е слика за духовната состојба на човекот кога е заробен од гревот, од стравот, од безнадежноста. Не може да гледа ниту во човекот, ниту во Бога. Исус ја гледа и ја забележува болката што другите можеби не можеле да ја видат. Ја повикува и вели: жено, се ослободуваш од болеста. Со допирот на неговите раце таа веднаш се исправува и започнува да го слави Бога. Ова е ослободување на жената, телесно и духовно, надворешно и внатрешно. И ние, браќи и сестри, често сме духовно свиткари. Може би некој од нас и слободени, во секој случај доволно долго, така што сме заборавиле како е да се живее исправено пред Бога. Нашите слабости, гревови и пропусти ни го упатуваат погледот в земја и не можеме да погледнеме во Бога, во небото, исправено. Но денешното Евангелие ни порачува дека Христос сака да не исправи и нас. Сите ние носиме со себе своји тежини, своји духовни борби, своји проблеми од сопствениот живот, здравствени или во семејството или други. Денес Исус преку неговото слово е и меѓу нас. На секој од нас поединечно погледнува. Сака да не ослободи, сака и врз нас да ги стави своите раци и да ни каже: слободен си од болеста, од гревовите, од грижата, од проблемите своји. Но каде може да се сретне Исус? Тој е во црквата, во храмот, те чека. Таму се остварува потполната средба со Бога. А како да се допре до нас? Не допира преку светите тајни, преку молитвата, преку Евхаристијата, преку животот на црквата, преку светотеинскиот живот. Каде што се двајца или тројца собрани во небово име, таму е и тој. И таму не допира и не исцелува. Но покрај радоста од исцелението гледаме и негодување. Старешината на синагогата се бунтува затоа што Исус лекува во саботен ден. Тој го брани законот, а ја губи смислата на љубовта. Исус покажува дека денот Господов не е пречка и не смее да биде пречка за да се направи добро дело, да се искаже милосрдие. Впрочем, тоа е ден кога милосрдието треба да се пројави најсилно. Ова Евангелие не повикува да се запрашаме како го живееме денот Господов ние. Дали за нас неделата е ден за средба со Бога или ден за безделничење? Од таа средба се раѓа и силата за вистински христијански живот и за дела на љубовта што не барат возврат. Секако има работи што мора да се завршат, но ништо не може да биде поважно од средбата со Бога, барем за човек кој се нарекува христијанин. Честа заблуда е мислењето дека може да правиме добри дела без да се напојуваме од изворот, а тоа е неделната литургија, без да се напојуваме од Христа. Сета љубов и сета добрина доаѓа токму од Него. Ако не се храниме со Христа, ако не се среќаваме со Бога, нашите дела се празни, но и себични. Ова е причината и зошто е важно да бидеме присутни на неделна литургија. Тука Господ не исправува од нашата духовна немоќ и не ослободува од нашата згрченост во верата. Тука ле учи повторно да гледаме со љубов и кон ближните и кон Бога. Христос денес нека ги положи своите раце врз нас и нека не исправи од нашата немоќ.